Ова е студентски парламент на Укло FM 90,8 МГц. Драги пријатели, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло FM Битола. На почеток, што денеска тука ќе имате можност да проследите. Под мотото Укло и пријателите со работката на дело во петокот на 6 октомври на Економскиот факултет во Прилеп се одржа вториот отворен ден на Укло, на кој присуствуваа студенти, професори, градоначалниците на Прилеп и Битола, Борче Јовчевски, Тони Коњановски, представници од јавни институции, бизнис секторот и граѓански организации, кои со ваквото меѓусебно поврзување ја изразија подготвеноста да придонесат за развој на локалните заедници. Во рамките на настанот, пред средношколците од Прилеп беа промовирани 12 единици на Укло. Тие имаа можност да се запознаат со студиските програми кои тука им се нудат, можностите за мобилност, проектите, лабораториите, програмите и центрите на Укло. Истовремено, 10 компании од Пелагонискиот регион ја представија понудата од околу 350 отворени работни места за вработување во компании во регионот. Во конференцијскиот дел на вториот отворен ден на Укло, што се одржа во Прилеп, се зборуваше меѓу другото и за универзитетската летна пракса, која Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја реализираше во партнерство со општина Битола. За летната пракса, но и за проектите Укло неформално учење и талентите на Укло, по музичката пауза. Останете со нас. Нова доза, љубовна хипноза, се што прави познато клише. Иста тема, не сум во дилема. Добро знам ја се, пред да кажам не. Лабаво е, нема правила, но те нуди луда забава. Кога сакам и со срце и со душа цела, тоа ме излутува. Фаќа еуфорија, ноќва лудовозина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија. Преди ли да знам, не сакам да знам колку само ти помислуваш на мене. Тоа не сум јас, играта ја знам и подобро од тебе. Еднаш не сакаш се, колку време треба да го смени својот свет. Јави се, ако мине тоа е се, и одново да се договориме, одново ќе се договориме. Фаќа еуфорија, ноќва лудовозина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија.
Во конференцискиот дел на вториот отворен ден на УКЛО, што се одржа во Прилеп, заедно до успех, универзитетска летна пракса добивка за сите, се зборуваше за универзитетската летна пракса која Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја реализираше во партнерство со општина Битола. На почеток, ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, пред присутните зборуваше за тоа како се дојде до идејата за овај проект. Согласно вообичаената европска пракса на постоење на така наречени интершип, што се преведува на македонски пракса. Секаде во светот, кога се евалуира некој студент покрај просекот од студирањето, се евалуира колку пракса стекнал во текот на студирањето, значи колку тој интершип, но и социјалната ангажираност, значи колку учествувал на настани, добротворни, еколошки, спортски. Тоа значи дека тој студент, тој кандидат за вработување е комплетен како личност. Значи им е посветен на професијата, сака да учи од поискуство, тоа се стекнува со интершип, со пракса, не само од професорите, туку сака да учи општо од праксата и сака да тоа да го сподели со заедницата, да биде активен во заедницата. Таквиот кандидат секаде е најдобро рангиран во разноразни конкурси и за доделување награди. Затоа ние како универзитет почнавме со ова активност. Да, покрај традиционалните пракси кои што ги даваат фирмите, овозможиме пракса и во јавните служби, да праксата со фирмите ја институционализираме, да добие повеќе на значење, но и организираме толку многу настани кои ги поврзуваат студентите со заедницата, значи спортски, културно-уметнички, па дури имаме школа за модерни танци, значи организирана од самиот универзитет, едноставно студентите да бидат проактивни, да не биде универзитетот место каде што идиш, слушаш предавања, гледаш да положиш и си викаш се куртулив ја зедов дипломата. Не, да биде место во кое студентите ќе ги добијат најубавите моменти во својот живот. Ќе научат тоа што треба да го научат, ќе одат во фирмите, ќе одат во општините, да стекнат практична знаења, ќе се дружат меѓу себе и со другите. Тоа не беше мотивот да ја инициираме оваа платена пракса, кој популарен наречен интершип, бидејќи сега да е приоритет во светот, а посебно во Европа. За успешната реализација на овој заеднички проект говореше и градоначалникот на општина Битола доктор Тони Коњановски, кој ги акцентира можностите преку директно учество во институциите и фирмите, студентите подобро да се запознаат со начинот на работа и да стекнат практични знаења. За добрата и успешна соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, градоначалникот Коњановски истакна. Изминатото лето општина Битола во соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски секако го воведе проектот Универзитетска летна пракса, за што од општинскиот буџет издвоивме 500.000 денара. Посебно за поздравување е тоа што летната пракса успешно ја завршија 30 студенти. И тоа не само во општина Битола, туку и во институциите под наша надлежност, како што се јавните предпријатија, предпријатието за урбанистичко планирање, Жабен индустријската зона, јавното предпријатие Паркинзеј, студентскиот дом Сјурајде, основното училиште Георги Суворов и така натаму. Од оно што го имам како повратна информација, лично се сретнав со сите практиканти кои започнаа таа пракса. Практикантите се задоволни од нашата заедничка соработка и еве што и прв пат им се дава можност да учествуваат, да влезат во институциите. А истите беа наша голема помош и подршка во реализација на тековните активности, посебно во летниот
од приватниот сектор кои покрај воспоставената соработка со универзитетот и директно не контактираат за препорака на студенти со кои можат уединено да соработуваат, што значи и нивна потенцијална можност за работување. Се разбира дека сите студенти кои покажуваат посветеност и исполнетост има нашата поддршка, а завршувањето на нивната практична работа е градење на еден нов почеток кој долгорочно очекуваме да донесе високи резултати и за институцијата, но и за тие млади луѓе кои треба допрва да учат. Сигурен сум дека преку отворените денови УКЛО ќе продолжи да гради многу пријателски мрежи, каде општина Битола континуирано ќе биде значаен партнер и соработник. Само така недостатоците постепено ќе се елиминираат, а успешно завршените проекти ќе бидат се поголеми. Успехот сепак зависи од сите нас, заедно и како што кажаа говорниците, базата сте вие, универзитетот. Јас тоа искрено го мислам и тоа знам дека е така. Имаме универзитет, имаме прекрасна пелагонија со двата града, имаме стопански комори со кои имаме одлична соработка и кои ќе продолжиме понатаму со организацијата на форумите кои ќе следат. Така да сите услови се исполнат. Само треба малку повеќе енергија од сите нас, младите го очекуваат тоа од нас, очекуваат, а ние очекуваме доста на тоа да нашите средини во своите домови и да ни помогнат во сето оно што го работиме, зашто едината без тие млади луѓе е безцелна. Стефани Циуновска, студентка на Педагошкиот факултет во Битола, беше учесник во летната универзитетска пракса. Еве што рече таа пред присутните. Јас сум студентка на Педагошкиот факултет, односно бев до вчера, денот на учителот. Од вчера сум дипломиран професор по англиски јазик и književnost. Универзитетската летна пракса за мене беше една прекрасна можност. Зошто? Бидејќи јас можев сето тоа што го научив теориски на факултетот, а верувајте научив многу, да го применам практично, тоест во реалниот живот. За мене тоа значеше зголемување на моите компетенции, стекнав некои нови кои ги немав и имав можност да работам да додам на пракса во основното училиште Ѓорги Сугарев, кој е познато како едно специфично училиште, бидејќи во него голем број учениците се дечиња со попреченост, но и голем број на деца од социјално ранливи семејства. Тие деца барат посебна љубов, посебна грижа, не само тоа што ние сме го научили и го знаеме. И така, секако јас бев уште 20 фанати студенти во тоа училиште, научивме многу повеќе како да ја дадеме и нашата љубов. И верувајте, си отидов оттаму со солзи, со позитивни впечатоци. Менторката која ми беше доделена беше супер, а и дечките многу ме засакаа и затоа дури добив подароци од нив. Верувајте, детот второ деление да ви даде срцеш некој срцете и да ви каже јас ве сакам најмногу, вие сте прекрасна мој тичер. Јас бев многу среќна. Исто така, еве ставам уште еден момент. Летната пракса беше платена. Така, многу од студентите ќе кажат, ама нема што да се прави за летето, отидам ќе ги работам келнер или ништо друго. Нема потреба. Значи, ние имаме можност да одиме на пракса и да бидеме платени во доменот на тоа што сме го избрали, на студиите кои што сме ги избрали. И затоа сакам да ги охрабрам на останатите студенти и се надевам дека од оваа година и наредната ќе бидеме во поголем број. Да сакам, заборавих да тагувам. Ме научи на љубов, со тебе да се радувам. Животот е љубов, а љубовта е магија.
ne znamo, ja si ti od ona što mi date. Imam spomeni i nežnosti, život od te ljubav, a ljubav ta je magija. Kako rano zora što dođa pa zaognja. I koga noge spiješ na tebe da treberam, da se kogaš ti blisko do mene, da vidiš samo jedno nešto što ke posakam nautro do sebe. I koga zvezite na nebo ke se otkrijat, dok nas kazni za nas pišuvat, da vidiš samo jedno nešto što ke posakam nautro do sebe. Me nauči da bidam svoja, da sakam što sam samo tvoja. Me nauči da bidam ta što ke saka iskrajna. Me nauči da bidam svoja, da sakam što sam samo tvoja. Me nauči da imam samo jedna istina. Присутните на вториот отворен ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, што се одржа во Прилеп, има можност да се запознати со двата нови проекта на Универзитетот Свети Климент Охридски – УКЛО, неформално учење и талентите на УКЛО. Подсетуваме, студентите и академскиот кадар на УКЛО се вклучија во реализација на проектот на Универзитетот насловен како УКЛО неформално учење за подобрување на знаењето, вештините и компетенциите на студентите. Одржани беа 17 интерактивни работилници. Со овој проект студентите имаа можност за лична надградба преку обуки структурирани во два пакета за поттикнување на креативност, иновативност и мотивирачко обкружување за учење и работилници за поттикнување на современи истражувачки и создавачки пристапи знаење. Во активностите беа вклучени 15 академски кадри и 5 познавачи на соодветните тематски области вработени во стручната служба во ректоратот. Обуките и термините за одржување УКЛО ги постави на својата веб страница на СИЦ календарот, со што обезбеди транспарентност и поголема достапност за сите заинтересирани студенти на УКЛО. За активното учество во работилниците од неформално учење на академски кадри им беа врачени благодарници, признание за нивната вклученост за подобрување на знаењето, вештините и компетенциите на студентите. Еве што рече пред присутните на вториот отворен ден на УКЛО проректорката за студентски работи професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Ovde slušavме три избора кои мотив ми направија да размислувам, а тоа е трансформација, скептичност и мотивирање. Трансформација затоа што и универзитетот тоа го прави постојано во текот низ минатата година, се трансформираме. Скептичност, бидејќи во овие два проекти кои што денес ги промовираме пред вас, имаше многу скептичност во почетокот. Не баш секој веруваше во нив, меѓутоа ние покажавме дека со многу труд, со многу работа и со многу доверба има универзитетот многу професори кои што сакаат да дадат за одржување на квалитетот и за унапредување на квалитетот на универзитетот, а мотивација тоа е она што постојано го правиме и помеѓу наставничкиот кадар и помеѓу студентите постојано сменивна мотивација, меѓутоа и тие наша, затоа што потврдија дека она што како академско знаење го даваме, а го поврзуваме со практичното знаење преку соработката со јавниот сектор и со бизнес секторот и со локалните самоуправи преку она што значи ноу-хау за нив и секако преку проектот неформално учење за подобрување на нивните вештини. Ние денес имаме неколку студенти кои што веќе се истакнуваат
изпълняват със своите вещини и имат наистина значителни резултати, които ги постигна од неота. Имаме многу такви студенти, меѓутоа ни со овој проект со професорот Кеверески ние се обидовме да идентификуваме, да препознаеме неколку и да бидеме нивната поддршка за нивен развој и кариерен и нивен личен раст и во игри. Инак Универзитетот Свети Климент Охридски Битола има намера да продолжи и да го надгради проектот или, како што рече еден од учесниците, да продолжи одличната иницијатива, позитивните искуства што произлегуваат од мотивирани студенти со насмеани лица, со ентузијазам и желба да дискутираат, презентираат, дебатираат. Вториот ден на УКЛО беше добра прилика посебно признание да им се додели на неколку таленти на УКЛО, благодарение на проектот идентификација и следење на талентираните и надарените студенти. За прв пат и прво регионот Универзитетот Свети Климент Охридски Битола започна со организиран процес на препознавање, идентификација, работа и следење на развојот со надарени и талентирани студенти. По иницијатива на професорот Лјупчо Кеверески од Педагошкиот факултет во Битола, еден од авторите на правилникот за надарени и талентирани студенти на УКЛО, реализирана е активност Средба со талентите. Воедно за фокусната група од 17 студенти спроведено е тестирање со психодиагностички инструментариум за да се определи нивниот општ интелектуален статус како еден од чекорите во детектирање на предиспонираните студенти. Опфатени беа студенти од единиците на УКЛО кои постигнале просечен успех во студирањето повисок од 9. За успешна реализација во процесите за препознавање и идентификација на надарените и талентираните, проактивно беше вклучена и проректорката за студентски работи, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Беше одржан вебинар Надарените и талентираните, креатори на прогресот, во кој беа вклучени и други релевантни клучни институции: Министерството за образование и наука, УКЛО со Педагошкиот факултет од Битола, Универзитетот Ново место од Словенија и Македонската асоциација за надарени и талентирани. Ви го пренесуваме обраќањето на професорот Лјупчо Кеверески од Педагошкиот факултет Битола. Надарените и талентираните се креатори на прогресот на секоја држава. Така да надарените и талентираните се инспирација за светот, но верувајте, не сум сигурен дека денес светот е инспирација за нас. Ова го тврдам како резултат на моето веќе 35 годишно искуство занимавање со оваа проблематика и веќе дојде времето кога на УКЛО се реализира една мисија на која што можеме да зборуваме дека навистина се прави нешто конкретно. Ако ја гледаме големата слика од глобализацијата на светот, ќе констатираме дека се уште продолжува војната за таленти. Кога кажувам тоа, мислам на две тенденции. Едната е да се задржат талентите во својата држава, а другата е да се привлечат талентите од другата држава. И затоа, мојот став беше, кој што често пати го експлоатирам, не е важно колку таленти има една држава. Многу е поважно колку ќе успее да ги задржи во својата држава. Со други зборови, кога слушам статистиката, често пати почнав да ја земам како една статистичка операција или бројки, јас викам дека еден талент, ако замине, е трагедија. Другото останато се бројки. Би сакал да кажам дека наистина универзитетот УКЛО, начело со ректорот професор доктор Игор Неделковски и неговиот ректорски тим и целокупната служба го препозна овој момент и наистина можам да кажам дека на овие простори, почувајќи од пронешните југословенски простори, нашиот универзитет постана природно место на кое што се негува и се вклучува и се организира грижа за надарените и талентираните. Всушност, изјавата на РТС Белград укажува дека универзитетот УКЛО постана или отиде најдалеку во однос на организирана грижа на надарените и талентираните. Ние направивме една база
со професорката Јасмина и со подршка на целокупниот тим на иницијална идентификација со талентите, това ќе го продолжиме и понатака и секако во интерес на времето ќе кажам дека се може да се одложи, само грижата за талентите не. Ова е заедничка констатација со мојата пријателка од Фундацијата Джоковиќ, со тоа што соработуваме интензивно и на тој начин направивме една кованица која што уште нас ќе е потврдена. И ова порака нека оди до сите релевантни фактори кои што можат повеќе и многу побрзо да направат за надарените и талентираните. Верувам дека уште еднаш нашиот универзитет стана ориентир, всушност и почетокот на оваа идеја започнала педагошкиот факултет во 2012 година, кога за прв пат на овие простори, почувајќи од Марибор до Охрид и натака, се институционализира организиран облик на едукација на наставен кадар за втори, трети циклус и тоа е наша привилегија на универзитетот. Уште еднаш ви благодарам ректоре и универзитетскиот и целокупниот персонал кој што навистина покажувате исклучителна посветеност. Оваа идеја ево после мои 35 години да стане и реалност. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако.
Во рамките на вториот отворен ден, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола им укажа посебна почит и внимание и ги промовира талентираните и надарени студенти. Воедно, формиран и посебен стручен тим на чело со професорот Кеверески како врвен експерт во областа, за да се следи нивниот напредок и поуспешно да се поддржуваат и потекнуваат во нивната извонредност. Благодарници им беа доделени на Тамара Тасеска од Економскиот факултет од Прилеп, чиј ментор е професор доктор Илија Христоски, потоа Софија Гајтановски од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола, која работи под менторство на професор доктор Андријана Боцевска, Кристијан Велјановски од Факултетот за биотехнички науки од Битола, кој работи под менторство на професор доктор Дијана Блажековик Димовска, и Дејан Петровски од Педагошкиот факултет од Битола, кој работи под менторство на професор доктор Марија Ристевски. Во продолжение на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, слушнете ги разговорите што ги водевме со нив. На вториот отворен ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, УКЛО и пријателите кои се одржувани тука во Прилеп на Економскиот факултет единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, меѓу другите активности беше предвидено доделување благодарници на студенти, таленти на УКЛО, и еве драго ми е што ова прилика заедно со нас и со вас се Софи, Тамара, Кристијан и Дејан, со кои што во текот на изминатите месеци имав можност и почесто да контактирам со Тамара, додуша поредко, прв пат се гледаме, но еве уште еднаш честитки на сите за благодарниците, за успехот што сте го постигнале и за оние кои што можеби не ве знаат, еве накратко да ве представиме уште еднаш. Софија Гајтановска беше презимето, студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, инаку од Кавадарци. Од Кавадарци, да, студиите ги започнав во Битола, бидејќи во Кавадарци ги немав тие можности и решив да дојдам тука во Битола и да продолжам со информатичка кариера. Факултетот за сега оди во најдобар ред. Да, така е. Моментално сум сега 4-та година на студии. Испитите си ги завршив до 3-та комплет и бев препозната од моите професори, бев препозната од УКЛО дека сум една меѓу најдобрите и со тоа еве денес тоа се потврди со давање на благодарниците и се надевам дека и понатаму такви манифестации ќе продолжат за останатите студенти. Во изминатата академска година беше и председател на факултетското студентско собрание на ФИКТ. Точно, да, бев председател на факултетско студентско собрание на ФИКТ. Направив неколку манифестации, во смисла направив еколошка акција каде што го изчистивме дворот на нашиот факултет и воедно направивме новогодишна акција за дечињата без родители кои што се во домот во Битола. Ги израдувавме нив, на нивните насмевки ни значеа многу, тоа и беше целта на таа акција. Тамара, реков со тебе се гледаме за прв пат, па еве малку повеќе да ни кажеш за себе. Знам само дека си студентка на Економскиот факултет тука. Здраво, јас сум Тамара и сум 3-та година на Економскиот факултет во Прилеп. Можеби поретко се гледаме, бидејќи сум од Прилеп, нели? Јас сум на смер сметководство и ревизија. Чест и задоволство ми е што сум дел од програмата за талентирани надарени студенти. Навистина добар проект кој ќе возможи нови патишта за нас и општо за целиот универзитет. Сега, ако добро се сеќавам, ти беше учесник и на студентската конференција што се одржа кон крајот на декември минатата година и практично тогаш беше препознаена како талентиран надарен студент. Да, уште тогаш бев препознаена како талентиран надарен студент кој се одржа од 2022 година и уште тогаш мојот професор Илија Христоски заедно со деканатската служба и универзитетот испратија покана за да се следи студентот, поточно да ме следат мене и мојот успех и што значи тоа да ме следат? И како те следат сега? Па тоа значи дали напредувам. Исто така имаше тестирање за интелигенција на кој присуствував заедно со други студенти од другите факултети. Дали успехот се подобрува, дали се развивам јас како личност општо. Да, тоа можеби најдобро го знаеш ти самата, како се развиваш и како напредуваш во нешто значи твоја идна професија. Па од прва година можам да кажам, сега 3-та сум, стварно многу работи нови научив, нови искуства, се запознав со нови колеги и искуството си го прави своето. Сепак треба да имаме повеќе пракса, морам да нагласам, за да можеме повеќе да се донаградиме во оваа насока која
кое што сум. Каде се гледаш понатаму по завршувањето на студиите, додуше да имаш уште 2 години практично пред тебе, сега си трета, па четврта. Па најголема желба ми се прави за да бидам банкар или во некоја осигурителна компанија да работам, но сепак мислам дека времето ќе покаже. Да, она што беше нагласено на отворениот ден тука на економскиот факултет во Прилеп, што го кажува и говорниците во онај друг конференцијски дел е младите да си останат дома. Младите си останат дома, меѓутоа во овие години, во овие 20-тите години, мислам дека треба да прошетаме во странство, да собереме искуство, како што кажа председателот на Конфи Ангел, па да се вратиме овде да отвориме некоја фирма и компанија каде што ќе вработиме други луѓе. Да, вие да бидете носители на економскиот живот. Точно така. Да. Добро, Тамара е се уште тука со нас, ќе продолжиме можеби подоцна со разговорот. Кристијан Велјановски, веќе добро име познат на нашите слушатели. Кристијан, и за тебе денеска тука благодарница или талентиран студент на УКЛО. Да, точно така, добила ударница за талентиран студент на УКЛО и навистина ми е мило Универзитетот, ректорската управа, особено проректорката за студентски работи и професорот Љупчо Кеверески навистина вложија многу труд за да може да ги откријат кои се талентираните студенти. Ова мислам дека навистина е мотивација за сите нас талентираните студенти, да можеме повеќе да работиме за нашиот универзитет, повеќе се градиме и мислам да останеме тука, а не само да избегаме некаде странство и сето што треба да го вложиме во наша држава, да го вложиме на друго место. Кристијан, се запознавме на часовите по неформално учење на УКЛО, како активен учесник, присутен речиси на сите часови, на сите денови кои што беа предвидени за тоа, но и како доста активен во факултетското и универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Мандатот истекува некаде за месец, два додека да се изберат новите раководства. Што ќе им порачаш на твоите колеги кои што ќе треба да ги заземат местата на досегашните? Да, точно така, мандатите истекуваат и стварно не ми се верува дека веќе помина толку време, навистина толку брзо помина, толку многу активности, ама сите како во еден ден да се случија. Навистина овие моменти што ги имав со студентските собранија ќе ми бидат во спомен цел живот и навистина упатувам до сите студенти да влезат во студентските собранија, да ги користат можностите. Тоа ќе бидат едни навистина од нивните најубави мигови во животот и навистина нема да го зажалам. Нови искуства ќе се надоградуваат како личности, нови познанства, стварно нема што да изгубат од тоа што ќе бидат членови и ќе работат стварно проактивно и цело време во студентските собранија. Сега мораме да кажеме дека освен тоа што наоѓаше време покрај студиите да бидеш редовен учесник на сите настани организирани од универзитетот, од студентското и универзитетското студентско собрание, успеа да се докажеш и на други полиња како еден од подобрите оратори на државно ниво и се врати од Србија со освоена награда за студентска конференција со твој истражувачки труд. Да, точно така. Особено беше добра студентската конференција тука. Навистина многу луѓе ми рекоа дека сум добар оратор и можеби и тоа така ме охрабри да учествувам на ораторските надпревари. Мислам дека стварно добро поминав и тоа исто така се докажа во Србија, каде што презентиравме нашите трудови на англиски јазик, бидејќи имаше од секаде ни светот, како од Русија, Кина и секако други држави. Таму во свој првото место и навистина многу сум благодарен за тоа дека можам да го донесам првото место и првата награда во мојата држава и во мојот универзитет. Сега, како ќе се ангажираш понатаму на УКЛО? Како ќе се ангажирам, уште немам размислувано, нели, уште ми трај мандатот и сакам да искористам да направам што е можно повеќе настани, но секако како што ќе можам, сакам да помогнам за мојот универзитет, го сакам мојот универзитет, I love УКЛО, го сакам својот факултет и навистина како што можам, навистина сакам да помогнам и да одиме напред. И благодарам и тебе. И сега останува уште Дејан да го слушнеме, презимето беше? Јас сум Дејан Петровски, доаѓам од Педагошка факултет Битола, од сmerот социјална рехабилитацијска педагогија. Многу ми е мило што доби вакво признание за надален талентиран студент, што сум дел од овие студенти и морам да испратам посебна благодарност до професорот Љупчо Кеверески што ме одбра,
што ми го возможува и до останатите професори. Да, Дејан ти беше редовен учесник на сите настани кои се одржуваа во рамките на проектот Укло неформално учење, доби благодарница како најредовен посетител на... Да, исто така се трудам да присуствувам на сите тие предавања неформални и многу му беат корист и секој кој може да оди на тие, ќе му поможат многу, ќе научи нови работи, ќе видат, ќе види дека не е се само на факултет да одиш, ќе научи нешто од неформалното. Сега да кажеме дека исто така беше еден од студентите кои што успеа да биде учесник на универзитетската летна пракса. Да, исто така и за тоа, многу стекнав ново искуство. Каде работеше, во училиштето Ѓорги Сугарев, стекнав ново искуство и чест ми е што бев дел тие наставнички, таму да речам. Многу добро се однесуваа спрема мене, беа исто гостопримливи, што е и тоа многу важно. Соработвавме заедно со децата, јас бев во децата со попреченост. Таму имавме како предавања со нив, соработвавме, имавме прекрасна атмосфера со нив и многу убаво се поминав. Да, имаше можност она што си го учел како теорија, сега да го примениш и во пракса. Да, исто многу сакам и тоа да го направам, кога ќе го завршам факултетот, да добиам таква работа, па ќе видиме како ќе ви. Дејан, ти благодарам и тебе за разговорот. Благодарам и вас. И успехи понатаму. Фала ви многу. Се што имам, се би дала само да си тука ти. Се што сакам е да потонам во твоја преградка без крај. Ке направам јас се, со мене да си секој ден, срце ке ти подарам, само да те задржам. Сите лудости, малку ке се знај, би отишла до крај на свет, со тебе да сум пак. Само тебе да те имам, само со тебе да бидам, и ништо друго не ми треба. Биди со мене. Тајни пораки, ноќи не спани, се за тебе направив, само да те задржам. Сите лудости, малку ке се знај, би отишла до крај на свет, со тебе да сум пак. Се што имам да дам, само тебе да те имам. Се што сакам, само со тебе да бидам твоја да сум, и ништо друго не ми треба. Биди со мене, само тебе да те имам, само со тебе да бидам, и ништо друго не ми треба. Само тебе да те имам, само со тебе да бидам, и ништо друго не ми треба. Биди со мене. Почитувани, тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Грунска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Фрли поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе,
Ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепки, ама длабо. Божев случајно забавено и филмски. Само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам. Да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме под себе. Ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како струја тело ми оживува. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе. Yeah. Yeah. Укло ФМ Битола. Октомври 2023 година. Универзитетско радио. Укло ФМ Битола. 90,8 МГц.